Уметноста е креативен начин на третирање на стресот и анксиозноста кај децата. Дополнително има позитивно влијание врз нивниот когнитивен и физиолошки развој. Добре дојдовте во најновата приказна. Мислам дека сум во момент во животот каде што се ме инспирира. Нели има одредени уметници кои што цртаат само мртва природа или цртаат само се ме инспирира, просто се ме инспирира, ама не е и тоа битно. Битно е на крајот од денот да се седне и да се работи, дури некогаш и да не икеш. Секогаш, секој ден, бар еднаш дневно седнувам, работам, цртам и мала скица да е. Лесно е со инспирација да се твори, тешко е без никаква инспирација да седнеш и да го работиш тоа затоа што стварно го сакаш и сакаш да се подобриш. Исто како што кошаркарите тренираат секој ден и да не им се тренира, исто како што математичарите вежбаат математика секој ден и да не им се учи математика. Така мора со континуитет тоа да се работи дури да се нема инспирација. Ова е инспиративната Михаела Анастасовска. Има 16 години и завршува прва година во средното училиште Јахја Кемал Коледж. Додека ја развивавме нејзината слика заедно, ни ја сподели својата крајна замисла. Со овој цртеж ми беше замислата да ја прикажам убавината на заиди сонцето. Тука се гледа како заоѓа сонцето, тука негде би требало да биде, ако немам уште доцртано, значи е work in progress ова. Сонцето како што доаѓа тука ќе има облаци во разноразни бои, ќе има сини, виолетови, така оцејат на сонцето ќе ги пресликува тие. И во морето ќе се види како што сонцето свети, затоа што е во центарот, таа боја ќе се одрази тука. Значи тука мора да имаме малца таа жолта и бела светлина за да се долови уште толку дека е заиди сонце и дека сонцето ги прави тие одрази во морето. Сака да открива како работат другите влюбеници во цртањето. Еднаш на интернет во 2020 година видов и прочитав дека правилните уметници, што се вика, бојат со улје од стаклена палета. И отидов, дотрчав, земав, извадив стакло од една фамилиарна слика ја упропастив и од тогаш бојам на истава палета. Значи, 3 години со истата палета и тоа само си се таложи, ама мислам дека е ова само по себе едно уметничко дело, затоа што тука се сите мои цртежи, впрочем. Сите цртежи кои некогаш сум ги направила од тој период се воедно и во палетава прикажани. Ја вративме на нејзините почетоци. Цртам од кога знам за себе, од кога можам да држам молив во рака. Секако тоа почнало првен со чкртаници и све тоа не е зачувано, но првиот зачуван цртеж е токму овој. Ова го нацртав на 4-5 години, мислам дека прво така дело што може да се одвои како цртеж, а не шкртки на едно дете, ама сепак туку и во ово има некои елементи кои не ни се познати. Во небото дали се ова звезди или цвеќиња не се знае. Но, еве, Михаела на 4 години имала некоја замисла со ова и ова за секогаш ќе остане како моето прво дело. Ова е нејзината влезница во светот на уметноста. Моментално, маслените бои како техника ги користи најчесто. Се уште испробувам и ќе испробувам нови техники, нови стилови, се имам испробано од пастелни, акрилни бои, водени бои, но мислам дека највеќе за сега ми лежи улјените бои. Улјените бои многу ми се свигаат затоа што многу се истакнуваат, таа боја толку дречи, многу ми е, тоа ми е најомилената ствар за цртањето, боите како се компонираат, кои се складни едни со други, кои се контрастни, кај улјето многу тоа се гледа. Нејзините цртежи се огледало на нејзините емоции, нивната трансформација и развој. Емоција пренесувам во секој цртеж. И можно е тоа не секогаш да се гледа како кај Пикасо што има син период во својата уметност, тоа се гледа дека тоа е различен период во неговиот живот. Така и кај мене, значи кога особено вакви поголеми цртежи кога цртам, тоа трае со денови, месеци, некогаш имам еден цртеж каде што во рокот една година го имам почнато на почетокот на годината, завршено на крајот на годината и се гледа не само развиток во мојот стил, туку се и гледа како моите емоции се имаат менувано, како ја прогресирам као човек, како личност и не е исто
пример, субјектот и позадината што се црта на крајот на цртежот. Различни емоции се внесени. Оваа слика е токму нејзиното трансформативно огледало. Овој цртеж е нацртан во рок од 1 година. Започнат е во летото 2022, мислам дека завршен е летото 2023. Први е нацртан портретот. Овој светецот е нацртан во периодот мојот живот каде што се уште пробував да се пронајдам себе си. Тешко ми беше да се изразам себе си и затоа е така малце по депресивно, да кажам, нацртан. Позадината е светла, ведра и се покажува прогресијата не само во мојата уметност, туку и во мојот живот, како си имам најдено себе си после 1 година. И тоа доаѓа се во една целина. Првата изложба ја реализирала лани, по завршувањето на 9-то одделение. Печатоците и се уште свежи. Зачудувачки успех беше. Многу сум горда и многу сум благодарна за сите што дојда и сите што решија да ги видат ете моите дела, дека баш за мене дошле. Значи, памтам, кога требаше да се враќаме кон дома, не можевме да се пренесеме, затоа што во ГПК-от не ги собираше сите цвеќиња што ги добив и поклони за изложбата, така да многу сум благодарна за првата изложба. Секогаш ќе ми остане тоа. Покрај уметноста, Михаела е влюбена и во пишувањето, но и во говорењето. Од секогаш сум ги асоцирала пишувањето и сликањето. Дури кога сум била мала, јас не го памтам, ама мајка ми каже дека во букварката кога сум ги пишувала буквите и зборовите, куќа, ако треба да напишам, сум цртала куќа до тоа. И секогаш така ми биле асоциација едното со другото и во изложбата која ја правев, за секој цртеж имаше посебно дело, дали тоа би било поема или есеј. Сакам да ги компонирам двете, едното го дообјаснува другото и мислам дека е многу убаво така медиуми да се спојуваат. Не знам каде ќе ме однесе животот, но во моментов имам и повеќе вештини, сакам и ораторство и да пишувам, се мислам можеби за адвокатурата во иднината, но без разлика кај да завршам, која професија и да работам, секогаш цртањето ќе ми остане во срцето и мислам дека ќе сакам дур не умрам тоа. Ван Гог е уметникот кој најмногу ја инспирира. Најверојатно Ван Гог. Ван Гог го обожувам, од секогаш сум го обожувала, сите документарни филмови и приказни за него ги имам гледано. Многу ме инспирира како уметник, затоа што тој има толку трагична приказна, истовремено и малце ме исплашува. Тој во својот живот нема продадено ниту еден цртеж, а бил таков гениалец и мислам дека многу е не само што е трагична, инспиративна е неговата приказна, дека и покрај сето тоа тој сепак творел, си ги издавал своите чувства. Највеќе чувства се наоѓаат во цртежите на Ван Гог. Како и секој млад човек, сака да се дружи. Не се да ми само ова го правам, излегувам многу често во град, се дружам, многу сакам да сум околу луѓе, баш сум така екстровертна. За крај, Нија најави својата следна изложба со хуманитарен карактер. Планирам исто така и хуманитарна изложба. Тоа би се одржала негде кон крајот на школската година, каде што имам соберано повеќе уметници кои сакаат да направат добро дело, добра причина и ќе биде како продажба на цртежи, ќе биде изложба каде што секој цртеж ќе биде продаден и парите од продадените цртежи ќе бидат донирани. Вклучувањето на уметноста и воопшто творењето во наставно-образовниот процес е еден од најефикасните начини за дејствување врз детскиот развој. Преку ликовната уметност се потикнува психомоторниот, емотивниот, креативниот и интелектуалниот развој на детето. Се развива неговата креативност и чувството за естетско проценување. Детето се учи да наблюдува, да го пронаоѓа значењето во уметничките вредности на предметите и да воспостави врска со уметност, која ќе биде присутна во текот на целиот негов живот. Уметноста е важна исто колку и структурата, бидејќи некако природно родителите и ние кои што сме дел од воспитниот и едукативниот процес, повеќе наметнуваме ред, правила, структура, начин на живење, бидејќи се држиме до тој конвенционален дел, но уметноста дава една ширина, едно богатство, една можност за детето да се изрази. Од самото тоа дека уметноста е одраз, но и простор за изразување. Родителите и наставниците треба да ги воведат децата во светот на уметност, да ги научат да ја ценат и вреднуваат, но и да ја насочат нивната креативна мисла.
За воведување на предучилишно дете во уметноста, најважно од се е да се обезбеди слободна, безбедна средина, каде детето ќе се чувствува слободно да истражува, а да не се плаши дека ќе погреши. За да ги поттикнеме дечињата кон уметничко изразување, користиме во нашата секојдневна практика игра. Раскажување на приказни, наблюдувања, користиме различни материјали, темперни, восочни, дрвени боички, зависно од возраста на децата. Многу зборуваме, ги поттикнуваме и даваме позитивна поддршка. Воведување на едно предучилишно дете во уметноста се обидуваме да му доловиме да не свати дека е потребно да научи нешто точно да нацрта, туку да научи како да размислува и да се чувствува додека создава. Уметноста и творењето, поточно целиот творечки процес низ кој минува детето додека го создава своето дело, вклучува развивање на широк спектар вештини, како што се решавање проблеми, критичко размислување и донесување одлуки, кои се многу важни за неговиот когнитивен развој. Самата уметност мора да има некој вакуум простор во кој што детето ќе биде слободно, да не биде со тие рамки, да не биде со тие ограничувања. И самиот тој простор овозможува да се појави она што е присутно кај детето, и моментот на тага, и моментот на радост, и моментот на возбуда, и преку тоа да живее и да доживува. Едно од најпознатите влијанија кои уметноста може да ги има врз децата е развојот на нивните фини моторни вештини. Користењето на алатки како што се четките за боење или боиците може да бидат корисни во изградбата на мускулите, а тие пак се важни за пишувањето. Од уметноста детето учи пред се да наблюдува, да размислува за тоа што го наблюдува, да истражува за тоа што наблюдува и размислува и на крајот да создава. Создавањето на ремек дело од страна на децата игра огромна улога во развојот на когнитивните вештини, како што е јазикот, математиката и критичкото размислување. Ликовната уметност поттикнува развој на фината моторика, развој на концентрацијата, на визуелната перцепција, на координативните движења, на нивното ускладување, движење рака-око. Посебно е важна ликовната уметност, бидејќи поттикнува развој на имагинарното размислување и најважно развој на самодовербата, особено кога дечињата создаваат нешто свое. Цртежите може да ги прикажат детските емоции. Цртежот е сам по себе форма преку која што детето индиректно се ги кажува работите кои што се случуваат во него, кои што се преголеми, и самата траума има функција метафорички земено да ги крие нозете, но цртежот ги открива и ги покажува преку таа слика символичка сето она што стои или кое што се искривило, го прекажува на начин на кој што е реален и вистинит во внатрешниот свет. Раните уметнички експерименти придонесуваат за развој на јазикот, не само преку учење на соодветните имиња на форми, бои и материјали, туку и описни зборови кои децата би ги користеле кога ќе ги опишуваат нивните уметнички дела, или кога ќе зборуваат за сопствените чувства откако ќе видат различни стилови на уметнички дела. Многу е значајно родителите да овозможуваат средство, како што кажав, преку кое што децата ќе се изразат и да дозволат да детето влезе во тој дозволен хаос, бидејќи уметноста знае да биде и хаос, кој што на крајот ќе се среди. Сега ќе треба повеќе труд на родителите за да исчистат ако се сликало со пастелни или со темперни боички, но детето ќе го искуси преку сите своји сетила тоа искуство на сликањето. Децата се најважната публика според мене за сите видови на музеи, бидејќи тоа е алтернативно или поинакво образование кое што го добиваат во музеите, значи за како се разбира светот. Целокупно знаење може да добијат. Сите предмети што ги учат во своите основни училишта може да ги надградат со доаѓање во еден музеј. Различна е за секоја возрастна група. Најпрвин со децата од градинка
има изложби кои што се многу податни. Во современа уметност не може секоја изложба, секој дело да се објасни секако до различни возрастни групи на деца. Така да за градинка многу помага сцени кои што се од природата, например. И често децата се тие кои што кажуваат, што гледаат. Јас сум таа која што поставува прашања. Не сум таа која што објаснува, него само ги потикнува нивните очиња да видат што гледаат, дали е пролет или есен, ако станува збор за крошни кои што се жолто обоени. Па, значи, има начини да се интригира нивното мозоче, да се привлече вниманието и да сватат што е слика, а што е скулптура, например. Тоа е за предшколска возраст, а за другите старосни групи се зависи од предзнанието кој што ги имаат за време на учењето. Колку повеќе имаат предзнање, толку повеќе се воведува контекстот на уметничкото дело или на авторот во кое време е создало. Јас секој пат ги прашувам пред да се заменат и сега убаво би беше и сите така во еден глас. И сега кога ќе дојдете повторно, со кого ќе дојдете, со мама и со тато ќе се правите важни пред мама и тато дека знаете за музеот на современа дана. Вистина гледам тие податоци да им останат во глава и да им остане како место кое што е убаво, каде што може да се источат слободно. Некој им го уважува мислењето, ги слуша што зборуваат, што гледаат, многу се често и знаат да раскажуваат приказни цели, што е убава функција на уметноста и тоа е образование кое што има потребно на децата преку нешто што ќе го видат, што ќе го спознаат преку сетила, да го научат животот и градивото. Што почесто, еве сега и летно време доаѓа, музеите знаат да бидат пријатни, како простори со деца кога се во слободни моменти не знаат што да прават, убаво е да дојдат во некој музеј, да им се задржи вниманието, да научат и во музеј на современа секако ги чекаме секогаш ваквите посетители. Зошто уметноста е важна за развојот на децата? Гледајќи го личното искуство низ годините, сметам дека уметноста е таа која што во нашето обкружување ќе не направи посвесни да се сообземеме со предизвиците. Бидејќи секојдневниот живот ни предизвикува разни и убави моменти, и лоши моменти, но знаењето и разбирањето на уметноста ти даде една друга увертира за тоа како да се сообземеме со предизвиците. Нели, низ историјата знаеме и од областа на ликовната уметност, различни уметници кои што имале предизвици, како еден Ван Гог кој што преку уметноста создава и ја надминува неговата тешка состојба и ред други уметници кои што знаат и да бидат и иновативни, како еден Леонардо да Винчи. Не е само од областа на уметноста, туку и од различни области. Многу работи кои што ги уживаме денеска не би биле тие што се да не беше еден Леонардо да Винчи, Пикасо со кубизмот, Фрида Кало, да знаеме како емоциите да ги пренесеме, или многу други уметници за кои што можеме само да дознаеме и да ги видиме нивните дела и да ги препознаеме чувствата. Така да сметам, за да едно општество добро прогресира низ годините, треба силно да вложува во уметноста. Нели одиме секогаш на помал отпор кога се прават некои измени, секогаш да изоставиме дека уметноста треба да дадеме помал интензитет на уметноста. Не, напротив, тоа што ние го памтиме историски за еден народ е токму преку уметноста. Како што забележав за странските уметници, да забележиме и за големиот Петар Мазев, како ќе знаевме за експресивноста на еден македонски уметник, доколку го немавме Мазев. Така да, тие приказни се многу срекни, токму поврзани со уметноста, дека треба да имаме уметност во нашата база на образование, за да можеме да действуваме во општеството. Во современото действување, нели, не се бара само да бидете вие најдобри, најуспешни во областа на математиката, туку и да бидете креативни. Денешните работодавачи не бараат само да се најдат решенија, туку секогаш нагласуваат креативни решенија. Креативните решенија не стигнуваме до креативните решенија доколку немаме одредени познавања во уметноста. Како што реков, тргнувам од личниот пример. Имав среќа од најраната возраст да бидам едуцирана во мојата предшколска возраст во Тунис. Значи се инсистираше во тие земји пред 35 години да се даде силен влог во уметноста.
посебен ден. Потоа го довршив моето основно образование, исто така имав можност во Париз, каде што посебен ден, значи среда е посебен ден за децата после сите тие разни предмети кои што ги имаат во текот на неделата да се посвети среда за во наставни часови. Но тоа посветени каде што родителот е одговорен за да го прати детето или на музика, или на уметност, или на сите други уметности, за да можат полесно да ги разберат состојбите и поемпатично да навлегуваат во справувањето со животните предизвици кои што ги имаат во текот на животот. Многу се радувам, бидејќи имам можност и да бидам и педагог за одредени студенти кои што се на факултетот за архитектура и дизајн при Универзитетот Американ Коледж, кои што доаѓаат и со предизвици. Дали ние можеме да успееме, дали ние сме способни. Кога ќе навлезам во нивното действување, дека од најмалата возраст ние веќе знаеме да исцртуваме, дека секоја работа уметникот Пикасо се инвентирани 157.000 слики, значи континуитетот, работата, дополнителниот соблог создаваат веќе таа енергија, тој негативизам дека не се успешни, веќе после неколку работни часови со нив, веќе самодовербата кај нив се раѓа, значи преку уметноста и самодовербата веќе кај нив е посигурна од тоа да се срекни кога ќе го создадат делото и кога ќе се пофалат, па одма потоа сега современите медиуми дозволуваат одма да се прошири тоа, ќе го сликнам за да видат и другарките на социјалните медиуми што сум направил. Значи нема поголемо задоволство од тоа. Значи мислам дека потребата на уметноста е мултисегментарна и треба стварно дополнително внимание да се даде што повеќе уметност да има. Како што реков, прво од најголемите чувства е разбирањето за емпатија која што се создава. Вие спомнавте, ве слушав внимателно, оно што јас би го надополнила да има и научни истражувања кои што утврдуваат дека со помош на уметноста се влијае позитивно на моториката, се влијае на емпатијата, се влијае на когнитивните способности, но и на социјалниот момент. Да, од најрана возраст ние се обидуваме децата да ги насочиме да бидат поспретни, таа моторика да развиваме со нив, да веќе им едно моливче. Потоа со боите, да допрат таа тактилност на боите, да го имаат чувството на боите за да бидат поспособни во животот да се справуваат и со други, но тоа од најмала возраст, исто така пластелинот кога ќе направат фигура, значи и тоа е дополнително создавање на моториката и на вежбањето на чувството за тактилност со видот, на чувството за боја со видот, значи сите тие поврзаности се многу битни во начинот на комуникација од најрана возраст. Зашто децата не секогаш го имаат тоа чувство на говор одма моментално, но вие преку нивниот цртеж секој може да препознае во однос на колоритот, во која состојба моментално е детето, како да се действува, како да се разговара со него, што може да се допринесе токму преку цртежот и секако моториката која што се создава токму преку тие почетни дофати на уметноста и допири. Така е, дури педагозите кога сакаат да откријат проблеми кај некој дете, го поттикнуваат да црта како начин на комуникација. Да, заедничка за да можат да стигнат до тоа што го моментално му создава, или потешкоти, па и најубавите страни, од тоа токму преку цртежот се осознаваат. Која е најраната возраст кога треба да се почне со цртање? Многу интересно прашање, кога ме прашуваат, на која возраст, им викам на родителите, знаете, тоа кога ќе речете, моето дете чкртка, викам, тоа е токму, значи, негде околу 12-18 месеци, веќе децата имаат чувство за земање на молива. Тогаш, мислам дека е многу убаво, понекогаш викаме, тие прават фиксација, не е тоа фиксација, тоа е истражување на околниот свет. Значи, напротив, бодрете ги, гајте ги, купувајте им ги. Веќе на 3-4 годишна возраст имаме препознавање на одредени елементи. На 7 годишна возраст веќе имаме и чувство за перспектива, чувство за форма, истражување на ликот, веќе се препознава. Но сметам дека веќе од тие
шкрткања, како што им викам на родителите, значи ве молам, не ги викајте, викам никогаш шкрткање, тие се првите обиди за не знаеме детето во што ќе се развие, зашто секое посегнување по моливот и по искажувањето на чувствата или на емоциите, тоа е начин да се препознае дека детето има когниција и многу други професионални терминологии, да не се мешам на стручните лица, но во аспект на уметноста тоа се многу битни елементи да дадат дека детето е веќе способно за развој и распоред одредени предиспозиции. Подготвувајќи се за емисијата, видов дека има и во рамки на Гинисовата книга на рекорди млади уметници, има едно момче кое до неодамна беше најмладиот, сега ми се чини дека има 12 или 13 години, веќе има книга за уметност и важи на светско ниво за детенце кое што има најпродавани цртежи, а она што од годинава го има како податок е 2-годишно дете. Да, тоа е, знаете, секогаш биле присутни тие примери. Сигурно, да имавме социјални медиуми и пишувања. И Леонардо многу рано пошол, но овие примери се срекни и добри се за да ги знаеме дека токму може да бидат, значи, и помошни и да бидат одскочни за да се бидат препознаени. Секако, како што реков, општеството, колку ќе даде влог за културата и за уметноста, тоа ќе биде успех за општеството, ако ги препознае, ако им даде сила. Не се само странските уметници кои што треба да ги имаме како репер. Ние имаме одлични дејци во литературата, во уметноста, кои што се исклучителни доколку тие биле и во Европа на своите време да се доусовршуваат. Доколку поддршката од страна на општеството, државата е максимална за да се препознат, како што викате, за едно 2-годишно дете се направи толкава фама и за правењава, така да треба и нашето општество да се концентрира, да ги препознае и максимално да ги поддржи и со тоа ние ќе создадеме историја по која што ќе бидеме забележани во светски рамки. Само преку уметноста мислам дека нашето општество и нашата историја ќе добие стол и ќе продолжиме како што сме имале и во минатото, по кој што ден денеска тие се референци во светски рамки. Би сакала да го споменеме и оној момент колку е во таа насока важно посетувањето на музеи, на изложби, како пренесување на знаење на децата, запознавање на уметноста на еден друг начин. Самата посета на музеј, на театарска представа, на музичка представа, дава дополнително сознание за културата на една земја. Не може секој да има концерт, не може секој да биде застапен во музеј. Значи, најдоброто е застапено да знаеме да разговараме, да знаеме критички да размислуваме преку една ликовно дело, да знаеме дека тоа ликовно дело, кои емоции нас не ги пробудува. Значи, во севкупната организација знаењето дека суштинско во процесот на едуцирање и градење на една личноста интелектуално е од голема суштина токму преку посетата на било каква културна активност, а посебно во музејската дејност, бидејќи вие сте пример, доколку оди дете со родител. Тоа е разговор кој што не можете секојдневно да го развиете покрај маса, во природа. Напротив, преку дискусија пред едно дело се развива толку поврзаности помеѓу родител и дете, кој што во меморијата на детето тоа создава длабоки емотивни релации кои што ги памти во текот на животот и создава меморија која што точно што е тоа што треба да биде вреднувано преку критичко размислување. Имаше многу истражувања и веќе е докажано дека уметноста може да се користи во психологијата. И во таа насока, особено би сакала да го опфатиме оној момент на периодот на адолесценција. Колку важно е, можеби и ние како родители, заедно со помош на уметноста да комуницираме со своите деца. Да, постојано зборуваме за деца кои што се оддалечуваат, кои што не се доволно емоционално спремни.
има многу X фактори кои што действуваат во тоа, но доколку се потикна децата да размислуваат дека доколку создадат нешто, најлесно се добива тоа преку уметноста. Доколку им се даде инструмент да изучат, доколку им се даде средства и слобода да ги изразат своите чувства и доколку заеднички се радуваме на нивниот успех, ќе создадете тоа едно чувство на задоволство. Не може со ни едно друго средство, тоа чувство на моментално задоволство, кое што се создава кај детето и ја добива таа сигурност токму во адолесенцијата. Или во таа возраст почнуваат и комуникациите едни со други, па и убавиот цртеж. Емоциите, секако зборовите се пренесуваат, но убав емотивен цртеж кој ќе се подаде емоционално на друга личност, тоа дополнително создава една сигурност и сигурност во комуникацијата која што е невербална, која што е потребна од ликовен, музички аспект и секако друг аспект. Уметноста е богатство кое што сите треба да го негуваме, особено заради нашите деца. Заради нашите деца и заради нашата историја. Пред се мене ми е чест што сум наставник на деца, баш од кога се развиват како личности. Децата се баш како празна табла и какви информации ќе им дадеме кога се мали, така и после ќе ги моделираме. Искуството, што го имам со години, веќе 30 и нешто години се занимавам со професионално. Едно са веќе 29 години како наставник и што го пренесуваме, не знам, како да ви кажам, тоа е благослов. Мојата професија е благослов и најодговорна професија, што ќе направиме со децата, после се гледа резултатите. Кога почнав пред 20 години, потенцијалот што го имав и мојата сопруга Диана ми кажа, може нешто да направиш плюс за сите талентирани деца, не само од училиште, него од цело Скопје, да научат нешто и го отворив, го направив на концепт, секој дете да слика различно. Друга е во училница, мора да работат сепак по некоја одредена тема, да се прилагодува за деца што и не се талентирани, и се талентирани, а овде повеќето деца, 90 нешто позно, се талентирани и покажуваат невидени резултати. Колку брзо разбираат, кога некој професионалец ќе го представи тоа на некој на свој начин. Но сепак, јас ги оставам они да си изразат како што треба. Значи, нивната карактеристика е број еден. Па така го доживам како и ние уметниците и воопшто и во светот сега тоа е според мене најкреативниот, најслободниот предмет. Значи ние имаме слобода да си ги креираме часовите како сакаме, само ги делиме на некои ликовни подрачја, на самите мотиви сами. Значи нема наставник во цела држава што има исти часови. И од оделение во оделение е сосема различно. И од секој оделение можеш да извлечеш прекрасни работи. Ама и самиот знаеш како ќе дојдат од 6 оделение, како се развива до 9 оделение, ги пратиш и ги следиш што можат и што не можат. И се знаеш до каде можеш и како да им додадеш некоја онака. Но цела работа е што премногу изненадуваат децата. Децата знаат да покажат нешто што ни самиот им не си представува дека може таа тема да се представи на одреден начин. Имам прекрасни оделенија по последниве генерации, но повеќето зависи, сега се подобруваат генерациите се заради технологиите. Сега има премногу интересни видеа што децата гледаат и пробуваат да цртаат како некои си уметници што ги представуваат. Нив ме технологијата број еден и гледам огромни резултати. Последните 5 години во мојот предмет гледам нагорна линија. Самодовербата се создава посебно со ликовната, една од предметите каде што најмногу треба самодоверба и дисциплина. Ги учам тоа да бидат дисциплинирани, да веруваат во себе, дека ликовното им е дел од животот, каде што ќе им помогне многу повеќе за понатаму ќе ги совладуваат другите проблеми. Зашто на креативен начин ги решиш проблемите, во било која сфера можеш да ги решиш. Екам, повеќето деца, секоја генерација пеша зошто ми треба ликовна. Ба заради тоа ви треба ликовна. Како да ги решиш на покреативен начин проблемите. Па секојаш го гледам од мојот личен пример, сега со новите технологии повеќето деца им следат ја што работам. И они баш и прашуваат како наставникот
како го правите овој, повеќе да им разговарат дали некош ние можеме да го направиме тоа. Викам, па јас викам, на ваши години не сум цртал како што вие цртате сега, не ме веруваат. А верувате 90% деца цртаат подобро него јас кога сум бил на нивни години. И ја му кажам дека само тоа дека треба да работиш и да веруваш во тоа што сакаш да го направиш и ќе стигнеш до резултатот. И на тој начин најмногу ги мотивирам дека јас сум ми баш пример дека со упорна работа се стигнува до нешто. Со изложувањето на детето во креативна средина, родителите им помагаат да ги добијат вештините кои им се потребни за идентификување и комуницирање. Со изложувањето на детето во креативна средина, родителите му помагаат да ги добие вештините потребни за идентификување и комуницирање. Самото сликање, самото цртање е уметнички јазик, символички јазик, поточно. И има иста символика како и буквите. И самата композиција ни дозволува да не само да разменуваме, туку и да, како што кажавте, да комуницираме со детето. Тоа е една од човековите активности која влијае на целокупниот развој на дете од предучилишна возраст. Поттикнува социоемоционален развој, когнитивен развој, физички развој. Преку уметноста децата учат како да размислуваат креативно, како да ги изразат своите чувства, своите идеи на поинаков начин, не со зборови, како да решаваат проблеми. Уметноста им помага на дечињата да се поврзат со светот околу себе и да се спознаат себе си. Кога децата се вклучуваат во уметничко истражување, тие исто така развиваат посилни социјални вештини или просоцијално однесување. Ова просоцијално однесување вклучува споделување, емпатија и грижа. Ги поддржуваме преку тоа што им го даваме средството. Тие ја имаат можноста, но средството е секако начинот како да се изразат уметнички, да им се даде зборот, да им се даде римата, да им се даде четката за сликање, да им се даде драмското дејство. Тоа е местото каде што ние ги подтурнуваме во она што значи влез во тој простор за изразување. Без разлика дали родителите или наставниците го насочуваат детето кон уметничките откритија, патувањето е од социјален карактер и вклучува одреден степен на соработка. Организираме работилници и секогаш работилниците имаат намена да отклучат нешто, да го пуштат делот кој што на некој начин се заматил кај детето или е збунувачки, бидејќи влегуваат во еден непознат свет, во свет кој што претходно некој друг го живеел пред нив, и со самото тоа ние им даваме можност да тргнат, да истражуваат нешто ново, а секогаш светот на уметноста е безбеден и светот на работилниците е со форма која што е дозволена за децата. Кај децата се развиваат комуникацијските вештини само со тоа што ќе играат со малку боја. Она што повеќе и психолози како Виготски и Пиаже го кажале дека самото сликање или цртање не се учи, туку со него се раѓаме, бидејќи секој човек има потреба да се изрази, а сликањето или цртањето е највистинитиот одраз на човекот. И нели постоел уште од пред наша ера каде што цртале на камени плочи или цртале во пештери, така што само се усовршува и се видоизменува преку формите и символите и сликите кои што ги има. Цртањето е еден од начините на кои детето ги развива своите способности. Децата имаат голема потреба за цртање. Тие цртаат бидејќи тоа е еден од начините за комуникација, изразување на мислите, желбите, потребите. Би им порачала на родителите да обезбедат, да понудат една слободна средина. Често се случува малите деца да илустрираат и на ѕид. Мислам дека тоа воопшто не треба да се спречува или да се негира, бидејќи тоа е еден доста чувствителен период кога детето покажува интерес и тоа не би требало да се прекине со никаква забрана. Преку интерактивни изложби и практична игра, децата имаат можност да преземат одговорност за сопственото учење и да го развиваат и истражуваат своето љубопитство.
Оваа уникатна можност обезбедува основа за критичко размислување, простор за експериментирање, инспирација, креативност, уживање и овозможува автентични искуства за учење и игра, како и пошироко разбирање на минатото. Ваквиот тип на учење, кога започнува од рана возраст, како резултат има натамошен интерес за историјата, уметноста и науката, но исто така е основа за едуцирана публика, која во иднина ќе знае како да се однесува на изложба или на концерт. Меѓународната детска ликовна колонија Мал Битолски Монмартер веќе 44 години собира млади ликовни уметници и ликовни педагози од повеќе земји од светот. Джейк Видмен е најмладиот уметник во цртање со пенкало со мастило. Во светски рамки само 12 луѓе ја имаат титулата мастер калиграф, а Джейк е најмладиот меѓу нив. Гана Тодлер, според Гинис, е најмладиот уметник во светот. Годинава ќе наполни 3 години, а со 2 веќе има самостојна изложба и продадени 15 слики. Како најмлад уметник е прогласен кога има 1 година и 152 дена. Првата изложба е имал во Музеот за наука и технологија во Гана. Тој работи со акрилна техника. 13-годишниот уметник Андрес Валенсија од Калифорнија веќе издаде својата прва книга. Во 2021-та тој стана најмладиот уметник кој изложувал во Арт Мајами, каде е и распродадена неговата голема колекција на портрети во многу кратко време. Тоа беше се што ви подготвивме за денес во приказна. Довидување до следното издание.